Нашата прва гостинка веќе е во студиото. Јас ќе ја поздравам доктор Изабела Божиновска, специјалист по радиологија во Аџбадем Систина. Млада докторка. Добро утро и добре ни дојдовте. Ке зборуваме, односно со Оливера, ке зборувате за радиолошки методи за откривање на патолошки промени на дојките. На сите жени сето ова ќе не интересира. Меѓутоа, јас Изабела ме интересира и дали ние во утринските часови може да ве послужиме со нешто што ќе се напиете? Може, ви благодарам. Може? Да, Тоа може, многу ми се допаѓа кога ќе слушнам дека може. Да се расуниме убаво и да го фатиме овој последен работен ден. Што би се напиле, дали сакаме чај, кафе македонско, еспресо, макијато? Може, ајде македонско кафе. Со задоволство, со шекер или без? Без шекер, ви благодарам. Што би прашала и Оливера и сите ние, медицинарите, кафето е добре дојдено, меѓутоа не на гладно да е. Не, да, така треба. Не на празен стомак. Со задоволство ќе ви го подготвам, Оливера повели. Да. На една многу чувствителна тема. Кога е медицината во прашање, додуша се е чувствително и нешто што превентивно ако се земе, може да се спаси живот, а тоа е токму радиологијата, односно следењето на промените кај дојките, кај жените. Ме интересира, вие доаѓате од болницата Систина, имате искуство и денес сакаме токму да им кажеме на жените колку е важно само да се прегледуваат и колку е важно да се прават на времени, на годишно ниво, на 2 години тие следења. Сега, кажете ми, која е прва метода што треба да ја направат жените кога се дојките во прашање? Така, значи постојат повеќе радиолошки методи кои што можат да се употребат за анализа на дојките. Прва и примерна метода која што употребуваме, особено кај млади пациентки, е ултразвукот, односно ехот. Ехото може безбедно да се користи кај овие млади пациентки, исто така дури и во бременост и во период на лактација, на доање може сосема безбедно да се направи ехо преглед. Тој е чувствителен за анализа на такви густи дојки, кои што се карактеристични за младата популација. Сосема безбедно може да го користиме и за следење на некои, пример, фиброаденоми во градите, за побрзи контроли кога правиме на 6 месеци. Така да тоа е примерна метода која што ја користиме. Меѓутоа, веќе после 38-та година, само ехото не ни е доволно за анализа на градите и тука ја вклучуваме мамографијата. Се претпоставува дека после 38-та се променува нешто во составот на дојките или промените како настануваат? Така, значи веќе почнува како што старееме жлездениот паренхим да се заменува со масен паренхим. Тука веќе мамографијата станува посензитивна. Исто така, тогаш очекуваме веќе во дојките да почнуваат да се развиваат оние почетни промени кај жените со ризик за карцином, а мамографијата е особено сензитивна за детекција на тие мали, да кажеме, микрокалцификати кои што ни се рани знаци за појава на карцином во дојката. Значи, снимките кои што се добиваат на мамографија ги анализираме на монитори со висока резолуција и ни возможуваат детална анализа на тие микрокалцификати кои што се многу мали ситни промени кои ехото не ни е доволно ние за да ги детектираме. Така да, значи секогаш комплетниот преглед е најдобар преглед. Често пациентките знаат да кажат направи ехо, немам потреба од мамографија, но тоа не е правилно. Секогаш ни е после 38 година потребна и мамографијата. На колку временска дистанца се прави мамографија? Значи, препораките се еднаш секоја година жената да си прави ехо преглед, а мамографиите зборуваме кај асимптоматски пациенти кои што немаат ризик фактори да си ја повторуваат на 2 години превентивно. Ви се случило ли во вашето искуство да дојде пациентка која што не чувствува никаква промена, не се чувствува одлично, не забележала ништо, а сепак вие на ехото или на мамографијата забележувате нешто што е симптоматично? Тоа е целта на овие редовни превентивни прегледи. Ние не чекаме жената да има некаков симптом. Кога жената ќе почувствува поголема грудка, промена на кожа, зголемување на ливни жлези под пазува, тоа е веќе напреднат стадиум на карцином. Промена на изгледот на дојката? Да, тоа се све напреднати стадиуми. Целта на превентивните прегледи е кога жената ќе дојде без симптом, ние да детектираме мала промена која таа не може ниту да ја напипа. Значи, тоа се ситни промени на ниво на дуктусите кои што ние може да ги детектираме.
Оно што е важно е дека постојат и класификации и колку е бирац, се вика таа класификација, меѓутоа колку е помала бројката, толку е и поголема шансата да се излечи без никаков рецидив и успешно да се излечи. Пациентите ги наоѓаат тие бирац класификации во нивните наоди, тоа ни возможува да најдеме еден заеднички јазик меѓу докторите, било каде тој наод да отиде во светот да биде разбран. Тоа е некоја скала. Скала, да. Значи, постојат 5 категории. Првата категорија се нормален наод. Во дојките не наоѓаме никаква промена. Втората категорија се бенигни наоди. Пример, да кажеме, некоја масна жлеза, да кажеме, или пом. Или фибром. Не, тие спаѓаат во трета група. Значи, ова е втора група која што не треба следење никакво. Постои некоја бенигна промена, меѓутоа таа не треба да се следи, нема никаков ризик. Третата група се фиброаденомите, да, тоа се бенигни промени кои што ги следиме. Ризикот е многу мал тука, по 2%, но сепак, нели, треба да се следат на секои 6 месеци одреден временски интервал. И сега да кажеме, ако тој фиброаденом, например, на некој од контролите се зголеми, ја промени формата, изгледот, веќе преминува во четврта категорија. Четвртата категорија тука се со повисок ризик за малигнитет, и секогаш треба да се направи кај оваа категорија биопсија. Петтата група е веќе високо суспектни промени, нејасно ограничени, сомнителни групи на микрокалцификати, поголеми промени, тие посекако треба да направат биопсија. Значи, четврта и петта група се сомнителни промени за кои што дефинитивна дијагноза мора да поставиме со помош на биопсија. Так. Сега, да го превземам кафето. Кафето, Оливера, само малку со докторката и ова што го сега зборувавте за безсимптомите, меѓутоа кога ќе дојде до некоја напредна фаза, јас се имав соочено со некој таков мал проблем благодарение на Бога, меѓутоа имав можност да бидам дел од добар тим? Добар тим, прекрасен тим, меѓутоа и во болницата докторите на сите жени кои што беа во таа фаза, сето тоа се уште ми звони во ушите, па и веќе биде една порака исто така и од мене до сите жени. А што чекавте? До сега? До сега. Да. Тоа за некоја промена? Да. Се уште ми е тоа во мислите и се уште тоа го имам кога зборуваме токму за овие болести, што чекавте до сега, затоа нека не чекаат симптоми. Промените кријат, се едноставно се плашат да се соочат со дијагнозата, се плашат да дојдат на преглед. А сигурно и вас ви е тешко кога ќе забележите некоја промена, нели на ехото, на мамографијата, и како да им го соопшти за тоа? Вие треба тука да бидете и психолози, не знаете како ќе го прифатат. Да, имаме различни реакции од страна на меѓутоа на време се решава, така ли е? Јас мислам, кога удам на ехо и на било каков преглед, јас не дишам додека не ми речат се е во ред. Да. Се што е на време може да се реши, тоа сакам да го кажам. Да, сепак полесно е кога ќе имаме некој таков ран стадиум, кога ќе можеме да им кажеме на пациентките дека едноставен е третманот, дека не е агресивен третманот, дека со поедноставна операција ќе се реши проблемот, а друго е веќе кога е во напреднат стадиум, тогаш да не биде што сте чекале до сега. Продолжете се, да. Сега, дали канцерот кај дојка е најчесто генетски предиспозициран или имате случаи во кои што има пациентки без нели таква некоја генеза, а сепак Значи, постојат одредени мутации кои што нели можат да се испитат. Дали имате некој во фамилија? Секако жените кои што се со повисок ризик за појава за карцином на дојка треба да бидат повнимателни. Кај некои многу високи ризични пациенти може во скринингот дури да се вклучи магнетната резонанца. Значи, тоа се жени кои што имаат 2 или повеќе членови во фамилијата со карцином на дојка, да кажеме мајка, баба или сестра, пациенти со веќе докажана генетска мутација на геновите БРК1 и 2, жени кои примале долготрајна хормонска терапија, правеле повеќе кратни инвитро стимулации. Тие се склони. Тие се склони, да. Меѓутоа, за жал, имаме појава и на карцином на дојка кај жени без никакви ризик фактори. Има и што е уште пострашно кај многу млади девојки, ваква појава. Да, се порано го детектираме карциномот на дојка, затоа треба да веќе и младите девојки да се едуцираат, да почнат
само што ќе најрано се формира да дојдат? градата, да почнат да си прават само прегледи, значи да си ги запознаат градите од 20 годишна возраст некаде, да почнат да си прават само преглед еднаш во месецот по завршување на менструалниот циклус, а веќе негде таму после 25-та година да започнат и со редовни годишни ехо прегледи. Ехото е само дозволено, Да, после 38-та има После мамографија. 38-та некогаш започнуваме и порано, кај жени со ризик фактори и 36-та година може, а да кажеме, ако на пример мајката имала карцином на дојка на 43 години, керката треба да направи 10 години порано од таа возраст прва мамографија. Да не се на чека до 33. 38-та. Да. Меѓутоа, тоа све нели се е персонализирано и се дискутира со радиологот, се кажуваат нели секој преглед прво започнува со детална анамнеза. Тие ризик фактори ги земаме во обзир и се прави еден персонализиран план за скрининг понатаму кај таа жена. Да, а која е најчестата грешка што ја прават жените при здравјето на дојките? Што не доаѓаат на лекар на Ги време? одложуваат прегледите, пример ако кажеме дојдете на контрола за 6 месеци, некој знае да се случи пациентката заборавила или немала време. Зарем е можно Да. тоа? Во текот на ковидот имаше исто така одложување многу на прегледите. Одредени жени едноставно се плашат. Значи не сакаат да се соочат дека имаат проблем, па го одбегнуваат прегледот. Значи тоа мора да се го сватиме како една рутина, како што нели си правиме ногти, како што одиме на козметичар, како што одиме нели кога ќе излеземе да се нашминкаме, така треба да се го Тоа е време посветено за себе, за своето здравје и тоа е време кое што секоја жена треба да си го дозволи, да си го даде на себе си за да може да спаси понатамошни нели да си го спаси животот едноставно. Еден превентивен преглед може да спаси живот. Како не, да. Многу е важно и само да се научиме како да воочиме некоја промена кај дојките. Сега стигнавме до магнетот, нели ако се забележи некоја промена и во мамографијата и во ехото, се оди на магнетна резонанца, а кога се прави биопсија? Така, како што ви напоменав, нели 4-та и 5-та бирац класификациона група, дефинитивна диагноза кај овие сомнителни наводи се прави со биопсија. Постојат повеќе видови на биопсија. Златен стандард е кор биопсијата кога имаме солидна промена. Значи тоа се зема цилиндар, примерок, ткиво од самата промена. Секогаш биопсијата треба да биде под контрола на радиолошка метода, значи не треба да се прави на слепо биопсија. Под ехо? Најчесто да е под ехо, но може да се прави под контрола на мамографија или на магнетна. Јас слободно можам да земам диплома за радиологија, бидејќи многу сум обучена од собствен пример. Да. Значи се зема примерок кој што после тоа се праќа на патологија и се прави патохистолошка анализа за да имаме дефинитивна диагноза. Во случај, например, да кажеме, сомнителна зона на калцификати кои што не се асоцирани со маса, тие нели не ги гледаме на ехо, тогаш може да се направи хируршка ексцизиона биопсија се нарекува. Значи, а тенко иглена? Тенко иглена е кога правиме аспирација на течност, например, кај цистични промени. Зборуваме за цисти кои што се покомплексни, со внатре некои септации, задебелени ѕидови, или пак аспирација може да биде од воспалителна колекција да се направи. Таа течност, тие клетки се ставаат на стакленце и се праќаат за цитолошка анализа тогаш и се добиваат резултатите во 5 класификациони групи, исто така според ризикот, нели абнормалноста на клетките. Така. А ова под мамографијата е уствари за микрокалцификати. Значи се става жичка под контрола на мамограф до зоната со калцификати и после тоа пациентката со помош на хирург под општа анестезија се вади таа сомнителна зона и нели со тоа се отстранува и се праќа на патологија да се анализираат тие калцификати. Така, значи ги споменавме сите методи што може да бидат опфатени и кога треба да бидат опфатени. Вие, за среќа, во месецот на жената, во Систина, давате еден одличен пакет што секоја жена може, треба и ја би рекла мора да си го дозволи, бидејќи ако си се сака себе си и треба да си го сака и своето здравје.
Што вклучува тој пакет и нели до кога може? До 31 март да го искористат? Да, нели во текот на месецот март, посветен на женското здравје на жената, постои таква промоција за комплетен преглед на градите, кој што вклучува клинички преглед, ехо и мамографија. Ги охрабрувам сите жени да си го дозволат тоа, да си ги проверат градите, да си се грижат за сопственото здравје. Морам и да ги пофалам дека во последен период жените се и доста редовни, значи доаѓаат редовно на превентивни прегледи. Мораме и ние и преку медиум да ги едуцираме, да бидат свесни. Мислам дека има доста влијание ова цело време што зборуваме. Едуцирани се жените, знаат кога треба да дојдат, што треба да направат. Да го исклучиме, значи, не може да ми се случи мене. Да, гледам напредок. Така, значи да имате некоја статистика како одат бројките, бидејќи е тоа често застапен? Значи тоа е најчест малигнум кај женската популација. Бројот се уште расте, тоа е така не само кај нас, туку и на светско ниво, да. Ете, со ова едуцирање, со вакви пакети, како што вие ги давате, не се намалува бројката, затоа што значи, превентивните прегледи, да, се прават, меѓутоа тоа не ги штити пациентките да нешто се појави, но им овозможува рана детекција и нели поедноставен третман, а со тој поквалитетен живот после диагнозата. Значи, да може да се функционира нормално после тоа. Најчесто жените не доаѓаат или игнорираат, полесно им е да изигнорираат од страв да не ги боли. Ехото не е болна метода, исто и мамографијата е малку непријатна, меѓутоа. Па се уште постојат тие митови дека мамографијата многу боли, така да тоа треба да се разбие, дека веќе со новите мамографии компресијата е сосема мала, комфорот е пријатен, мислам не е нешто што не може да се издржи, така да треба да се разбие тој мит дека мамографијата боли. Мамографијата не е болна. Да, магнетот е исто, можеби така непријатна метода, меѓутоа не е болна, но биопсијата, кога ќе се слушне биопсија и веќе тука е. Да, тука пациентите се плашат од болка, исто така некои слушаат дека со биопсијата се расејуваат клетките, дека може да се нели уште повеќе да се распространи карциномот, но тоа не е вистина. Во однос на болката, значи сите биопсии се прават со помош на локална анестезија, првен се обезбелува пациентката локално, така да само една мала нелагодност чувствуваат, меѓутоа болка не. Така и се прави под анестезија. Да, локално се става анестезија. Така да не треба да се плашиме. Никако не треба да се плашиме да се закажеме, ако не биле нашиве жени од општеството да си го направат тоа. Мене само ме плаши фактот што од руралните средини, не знам колку се едуцирани, дали имаат можност сето ова да си го дозволат. Поголемиот дел и од радиолози и од апаратура све е сконцентрирано во Скопје, за жал. Се помалку има и кадар, значи треба да се вложува и во младиот кадар. Ние сме на број радиолози кои што се занимаваме со оваа патологија. Особено е мал бројот во тие по рурални средини. Имаше и една, нели, обврска, бесплатна мамографија за жени над 40-тата. Тоа е дел од скрининг програмите, каде што поголем број на жени се повикуваат за дојдат да направат мамографија. За жал и тогаш одзивот не беше баш задоволителен, затоа треба се уште да се зборува, да нели бидат свесни жените колку е важноста на мамографијата. Често ја одбегнуваат мамографијата. За ехото доаѓаат на прегледи, меѓутоа мамографијата ги плаши. Исто толку важна. Да. Многу ви благодарам, не истече времето, ама мислам дека опфативме многу работи. Да, ви благодарам. Ве чекаме повторно со некои нови пакети, нешто што треба да го пренесеме на нашата публика. Ви благодарам. Одличен разговор и многу ми е драго што свеста, како што кажавте, вие забележувате како доктор кај жените е на многу повисоко ниво за разлика нели од изминатите години. И ви посакувам секое добро, па се гледаме повторно. Опативте, Оливера, на вистина се она што е потребно да го слушнеме како жени. Благодарам.